Сиромаштијата, алкохолот, психичките расстройства, условите во кои се живее, ова се најчестите причини за семејно насилство, велат податоците од секторот за внатрешни работи Тетово. Во изминативе 9 месеци од годинава, во регионов поднесени се вкупно 35 кривични пријави за исто толку случаи на семејно насилство. Во невладината организација Женски форум во Тетово, годинава се регистрирани околу 60 случаи, но веројатно бројката е многу поголема, бидејќи некои од жртвите поради економска или друга зависност се плашат да го пријават насилникот. Тука се даваат правни совети, а жртвите се упатуваат во соодветна институција, суд, полиција, центар за социјални работи, за да се пријави и превенира насилството. На сите жени врз кои се врши семејно насилство, им препорачуваме прво да дојдат до нашиот центар, кој што се наоѓа баш на центарот, и затоа што имаме и телефонски број, можат и да се јават. И да не го затајуваат, да не го прекриваат, туку да бидат храбри и да го пријават. Затоа што и со закон, семејното насилство е казниво, и насилникот одговара пред судските органи. Тоа е наша порака и мислам дека веќе се буди свеста кај жените и веќе се јавуваат и го пријавуваат. Но сепак има жени, посебно од руралните средини ќе кажам, кои што немаат храброст и зависат економски од членовите на семејството, поточно од сопругот или од другите, ако е пошироко семејството, од другите членови. За да им се помогне на овие луѓе, важна е добрата координација помеѓу државните институции и невладиниот сектор. Потребно е жртвите потоа да бидат заштитени во шелтер центар или да им се помогне да се ресоциализираат и да си најдат работа. Крешова е задоволна бидејќи последниве години се зголемува бројот на жени кои се одлучуваат да се ослободат од семејните и традиционалните стеги и го пријавуваат психичкото и физичкото малтретирање.